И ете, поминаа сите празници, родендени, прослави, чуда ти реков ми рече, си прославивме секако што треба, со журки со фамилијата, со чуда, дури заборавивме и видеа да пуштиме и да клаиме. Ама тоа е бате. До годините аз да ти кажам. Ја потроши првата таблејца. Здравје си го носиш од тука почнува да откажва и кичма и грб и нозе, раце и памтење, све полека. Не одма, ама полека. Оти како беше она, кога создавал Господ светот. И рекол ќе ни дај на сите по 30 години, нас на луѓето, на животните, пример магарето, кучето, мајмуно. Ерно животните паметни знаеле дека животот тежок. Рекле да, ако може помалца живееме, ама да живееме кој што треба. Јој му ги скратил нив. Арно ма човеко лаком. Рекол дај ми мене од тие да поживеам малце годините. Јој му ги дал од животните години. И затоа ние првите 30 години живееме ко луѓе што се вика. Здрав, прав како што треба на носите марифет. После првата таблајца почнува магарешкиот живот. Оти ќе речиш, оти ќе сотепаш од работа ко магаре ќе работиш за фамилијата, пошто кој те прашва така. Па после тој кучешкиот кај што за работа многу немаш, ама зато за брчење имаш, ќе брчиш на децата, на внуците и така натаму, дури имаш сила. И на крај останува мајмунскиот. За си играт со тебе ко со мајмуни деца и внуци и се живи. И дај Боже сите да си ги доживеете. И тоа е убајната на живот. И кога сме веќе кај журки и кај галама, оти сме бе толку галамџи како народ. Тоа сакам прашам, само прво шпицата да пуштим. Може? Ајде ба те пуште. Отиве сме толку гласни како народ. Ти не знаеме еден нормален муабет да направиме, без дерење. Да го намалиме волумето малце, што би рекле овие од странство. Намали го волјумот, пошто пример има земји во светот кај што се збора нормално, има негде кај што многу тивко се збора и општо не се прави галама. Има земји кај што е забрането галама се прави. Пример Јапонија. Ерно бате, ние не сме Јапонија. Ние сме овде на Балкан, овде кај нас не можеш да видиш некој. Што преш брат, добар ми си. Што има ново како фамилија? Не бате. Кај нас од донаму го слушаш, мислиш се немат видено 200 години. Кај си, бе, шо праиш, арен ми си? То поздравувањето мора да биде стегнато, да се го сила држи и вака да се притресва. Па има некој, не знам шо мера ќе пусти, ќе те поздрави, ќе те стегнат, те држи вака и ти збора. Шо праиш, арен ми си? Дома шо прат твоите? Море полека синејци рацете ни се направи. Шо тетера? Сам јас разбирам дека најаки сме од сите, силен народ, нема грешка. Ама таа силата имаш спортски сали, имаш теретани, имаш прави колку сакаш надвор, имаш дрва за цепење, можеш било каде да искористи. Изгради нешто, создај со таа силата што има. Не бате, таа сила специјално се чува за поздравување со луѓето. Уште кога ќе видиш вака во раката, знаеш дека ќе пухни, ќе те стега полсади, внучко, сила неброен. И тој пусти кава дајлук галамџи не прави. Ема ти шо муабетот ти го слуша само тој што му збораш, треба сите да знаат. Ти можеш збораш дека не знам го смена пловак од казанчето дома внужни. Нема врска бате. То треба да се кажи наглас, да се искажи, сите да знаат ти шо имаш, која херојштина имаш направен. Што правиш, аре ми си? Ништа е бефен пловак да земам, го сменав дома, ај шубо плови се казанчето. Абе нема грешка, казанчето морнарицават. Вие дома шо правите, армисте? Мајка ти, татко ти, да ми ги поздравиш. Ето можеш само кај нас да го видиш. Единствен народ што мислам дека може да се погласни од нас, ама во одредени ситуации, се американците. За душа во Америка живеат милион народи и милион култури. Нормално дека сите не се исти. Ама тоа што имам видено и сретнато во животот, и лично и по филмови, може да не се нон-стоп гласни, ама пример кога изразват некаков чудо невидување, воодушевување, емоција некаква, не битна. Пример на некоја журка се и ќе му дојсат шац пијачиња нешто и одма имаш ќе дојди некоја другарка плюс или ќе му купат на некој поклон нешто, појма не имаш одма. Oh my god! Демек во неверување е човекот и тука треба галама се направи невидена. Там добро, и ние знаеме да галамиме така. Ама овие ми се чини уште едно ниво погоре се кои се возбудат. Или кои се напијат, добро, кои се напијат сите галама. Освен евентуално во Јапонија. Во Јапонија, на пример, не ни смееш да си гласен. Сам не дека е забрането, културата му е така. Пример, кај нас кој збора некој на телефон, око не му трепнува кај се наоѓа и дали ги ремети сите околу него. Невате се крена телефоно. Хај си бе, шо прави? Абе, шо зборе? Шо се дериш, ма? Твој разговор, не наш. Е во Јапонија тоа ако го направиш сите намќор ќе те гледат. Особено пример ако си во метро негде во автобус во таква работа. Нема шанса во метро тивко или кога излезиш ќе се јави. Исто пример во рестораните. Кај нас во ресторани пола маси ќутат, пола маси зборат за сите. Од тука она му го слушаш муабето што се прави. Сакал неќе. Ваму не смеш, можеш нормално да збораш, ама почнеш да повишваш глас, сите се вртат, те опулват и да те опоменуват луѓе.
луѓе и така натаму. Исто на места кај што има гужви, плоштади, паркинзи, маркети, чуда. И во право се луѓето, оти да му го реметиш начинот на живот, бе. Кој си ти да му го ламиш, да му го реметиш рајот? Јарно, ама среќа па овде не сме во Јапонија. Овде на никој не му е гајле за здравието или рајото на другите. Око не му трепнувате. Тие ги изгаламат, па ти како сакаш. Ама ако ти чин, јарно, ако не, кој те праша? А во Јапонија дури на свети места, во храмови, такви некои духовни места, речам забрането. Значи ќе те казнат, бе, бат. Нема ти што се придераваш тука. Додуше и кај нас, во нашите храмови, во цркви, во обично тивко се збора. И пак не оти луѓето му е гајле за рајотот на другите, туку ти неќа другите му ги знаат греоите, ме сваќа. Кои си зборат со Господ или кои ќе оддават почит, сакат само тие да оддат, да си се помолат за тоа што му треба, никој да не изнае. Тоа е меѓу нив и Господ. Арнама кој се менва плова во казанчето, е тоа сите треба го знаеме. Е тоа е тој наш менталитет скапоцен. И после некој прашваше дали да се клај Сейф Сити во Битола, луѓето не мој казни ово на море казни, само казни за овде. Ако можело се почитуваат правилата Германија кога ќе се оди и да се биди поголем германец од германците, ќе можеме и тука почнеме си почитуваме, бат. Баш качаре јок, сега ќе речиш остореди со кој не спореди со Јапонија, со Германија, со кој да не споредаме, море. Со Уганда, со кој со Непал да споредваме, еве за Непал сме биле Германија. Ети батината од Непал идат работат тука. Нормално ќе споредам со поголеми поразвиени држави. Треба да стремиме натаму да одиме, а не упорно да одиме на кај ужива имам човек ќе средим. Ено средвање што правиме 35 години за мерак. Ама нема, тоа е дел од кодо и тоа е дел од галамата. Абе седи уживај, море, седи ќе средиме, што треба? Ако треба, што треба. И кој треба се среди, никој нигде нема, ама битно галамата е да се направи. Така си е редо. А бога и многу работи можат да се средат ако се клат правила и прописи кои што треба, ама и да се применуваат кои што треба. Не за некој мајка, за некој маке, овај ќе казниме, овај уживај наши. Не бате, правилата се знаат. Пошто кога има правила не ти требаат ни паркинзи на плаќање, ништо не ти треба. Ти треба само спроведување на правила. Паркинг обележан сегде, така? Паркира некој на линија стапна, паркира на тротоар негде, остај негде кај што не треба. Казнавате, ша, кој сака нека. Не наш, не тугинец, не функционер, не полицаец, не што сака нека. Како може живе во свето и на полицајци да му и креват колите кога ќе не иклат како што треба? Само овде кај нас то не дај Боже, море, ерес. Сам јас разбирам службено возило, кој ќе има потреба негде да застани кај што не треба, ќе застани кај што не треба. Нормално. Не можеш ти со службена кола на кафе или во ресторан ојден и паркирана нигде. Или функционер бил некој некаков и колата со обезбедување на сред улица ќе стои од и тој некој функционер. Отиве во свето не му стојат на функционерите на сред улица колите. Ќе си ги приберат на паркинг кај што треба, кога ќе треба ќе дојдат ќе излезат. Нити можеш функционерите и видиш, нити можеш колите и видиш, нити знаеш кој кај, нити кој. Ама кај нас ќе лупниме закони, нека плаќат овие што немат со што платат, тие што имат со што платат ќе си играат како сака. Е са вистина болат по џебот тие правилата и казните, вистина немам да речем. Мене и прописно паркирани платен паркинг и сите марифети во Скопјето ми ја кревале кола. Демек вонредна состојба пишано, само пајак ќе си плати. И боли вистина. И ако сум бил во право, сум можел и да тужам и да добијам, ама ако се погоди некој со имам човек уживај ќе средиме, ни ќе добиеш ни ништо. Затоа викам нека има правила и прописи. Ма да има правила и прописи за сит, да се учи култура од малиност. Не само на училиште, туку и дома. Оти џабе учат децата на училиште, ако дојди дома и ако прави татко му прекршоци или мајка му нем шопре. Значи воспитувањето взаемно. А бога ми за да се искоренат тие некои наши клучни карактеристики во корено што ни се влезени, ќе треба многу време а помини, ама добро. Да се надеваме дека со тек на време ќе се сменат работи. И мислам дека е време и епизодата да завршиме. Бога ми јас вака кога се загреам некојаш кога се залетам во муабето ептен галама прам. Мас барем си ја прам дома. Студиото затворено, никој не ме слуша надве. Са вие што ме слушате, тоа е друга работа, тоа е по ваш избор. Затоа викаме, ако чини ќе слушаш, ако не, кој те праша? И толку од мене за денес. Поздрав, имајте убав ден.